Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе решиме две задачи за епистатично делување на гени. И претходно се надам дека сте гледале видеото за епистаза и општо сите други видеа кои се поврзани со решавање задачи, бидејќи нормално тие се надоградуваат едни на други. И да започнеме. Значи првата задача гласи дека сме имале вкрстување на сорти овес, чии плевлички наидните биле со црна боја. Ние нема ги да правиме со црна, ние ќе направиме со сина боја. Ги вкрстиле со овес кој имал сиви плевлички, значи тие ќе направиме вака со сива боја. И при тоа во F1 генерација, значи вака сега ќе земеме жолта боја, значи F1 генерација се добиле сите растенија кои биле со црни плевлички, односно ние ги бележиме со сина боја. А во F2 генерација се добило расцеп на фенотиповите во однос 12 3 1. Сега 1 биле за бела боја, 3 се со сива боја и 12 се со црна, односно сина боја. И сега гласи дека станува збор за полигено наследување кое припаѓа од два гена, значи ген А и ген Б, каде што генот А има епистатично дејство и е доминантен над генот Б. Значи секој пат кога имаш доминантен А алел, така без разлика што е вториот тука алел, и без разлика што е Б, така нема врска дали е хомозигот, хетерозигот, што и да е, се ова секогаш ќе резултира со црна боја, односно ние ја бележиме со сина боја. Значи ова секогаш ќе резултира со сина боја. А ако има хомозигот на рецесивна состојба на генот А, значи имаме две, значи хомозигот на рецесивна, и имаш едно големо Б, вториот не е важен, може да е рецесивен или може да е доминантен, се добива сива боја. Значи ова дава сива боја, додека ако сите се рецесивни, значи рецесивен хомозигот за двата гена, тогаш добиваме бела боја. И сега нас ни се бара ова се да го покажеме со панетова мрежа вкрстувањето и да го добиеме овој сооднос. Сега пред да преминеме на панетовата мрежа, значи да разгледаме тука некои работи кои всушност се дадени, гледаме дека овдека всушност се добиле 16 единки. За да се добија 16 единки, тоа значи дека овие од F1 генерација всушност биле хетерозиготи, значи АА, Б, Б. И поради зашто имате едно доминантно А, нормално дека се со црна боја, односно сина боја, дека како што ги прикажуваме. А да видиме што биле родителите, значи парентералната генерација. За да се добијат хетерозиготи, а за да бидат такви какви што се, мора овој сивиот всушност да бил со рецесивни, така, гледаме од тука, рецесивни алели за првиот ген, додека овој мора да биде со две доминантни алели, додека овој родител треба да биде со два доминантни овдека А, две рецесивни Б, и со ова ќе се добијат се хетерозиготи, овие кои ќе вкрстиме, и при тоа ќе може да се добие F2 генерација. И сега да видиме ова да го представиме на панетова мрежа, како би изгледало. Значи овдека имаме панетова мрежа, нормално нема да ја цртам. Сега гледаме, значи овдека ова треба да го запамтите. Така, ова беше ко правило. Ако има едно големо А, одма е црно, односно сино. Ако има едно големо Б, а рецесивни А, значи ќе биде сива боја, и ако сите се рецесивни ќе биде бела. И да видиме дали стварно тоа се добива. Сега дека што има големо А, одма ќе бележиме дека е со сина боја. Значи тие таму сите ќе бидат со сина боја, односно со црна боја. Тие кај што имаме мало А и големо Б се со сива боја, значи овие се тие трите, и едно е кое е со бела боја, и сега белата боја не можам да бележам вака, зашто нема се познава, со црна боја ќе го бележам, иако вие се со бела боја, така, значи не мешате, и баш тој сооднос се добива, така, со сина боја ќе бележиме 3, со бела боја се 1, и со сива боја се 3, овдека не се 3, ово се 12. И стварно 12, 3, 1 и стварно тоа нели го добивме и го прикажавме на панетова мрежа. Значи тоа што е важно во овие задачи со епистаза е ова да си го запишете, така. Ова што ќе ви биде дадено, бидејќи ако не ви биде дадено е едноставно премногу тешко на некој си начин. Забележите што дава што, така. Добро. Сега да идеме на втората задача. Ќе се поместиме малку на страна.
И ќе бележиме задача број 2. Која гласи дека кај човек, општо кај човекот, хетерозиготната состојба на генот, овие се значи два гена кои се одговорни за ретинитис пигментоза, А и Б ген. И ако генот Б, вака ќе бележиме, ако имаш овдека, не е важно што, за А генот, и ако Б може прв да го ставиме, не е битно, ама обично зашто А го ставаме прв, нека стои Б прв. Значи ако имаш Б големо, другиот не е важно што е, значи може да е или голем, односно доминантен, или може да е рецесивен. Значи тоа не е важно што е, исто и за А не е важно. Тоа условува ретинитис пигментоза, така. Исто така, Б може да биде со рецесивни, но и ако А е со рецесивни, исто така условува ретинитис пигментоза. Така што, единствената конституција која не условува, односно која е нормална, е всушност да има две рецесивни Б, не сме да има големо Б, и овдека ова да биде хетерозигот. Така, зашто ако овој ген, вториот, со портокалова боја, беше хомозигот рецесивен, ќе имавме ретинитис пигментоза, и овдека ако имавме еден доминантен алел, исто ќе имавме ретинитис пигментоза. Така што, оваа генска конституција, односно добро, не мора да биде таа, него може да биде и оваа, така што постојат две опции. Значи овие две генски конституции се единствените кои даваат нормален вид. Сега не прашува, имало некоја си слепа жена, чии родители имале нормален вид, и таа се омажила за човек со генотип кој бил хетерозигот за двата гена, и каква е генотипската и фенотипската конституција на потомството. Сега, значи имаме некоја си жена, ќе бележиме со црвена боја, која е слепа. Сега таа има една од овие горниве две конституции, така, значи една од тие две, не знаеме која, но можеме да дознаеме, бидејќи знаеме дека родителите на жената, значи двајцата родители кои се на жената, биле нормални. Така што ако двајца родители биле нормални, имале еден од овие генотипови кои ги напишав. И кај двата нормални генотипови кои ги имале двајцата родители на жената, гледаме дека првиот ген, односно Б, е во рецесивна хомозиготна. Така што и кај жената мора да е во рецесивна хомозиготна. И ако тоа е во рецесивна хомозиготна, жената е слепа, тоа значи дека жената мора да го има овој генотип. Така бидејќи тој дава слепост ако имаш хомозиготна рецесивна за Б генот. Така што жената го дава го има овој генот. Сега ни кажува дека она сака да биде со маж. Маж кој мажот имал генска конституција хетерозигот е, така да почнеме со Б, нека биде со Б. Он е хетерозигот за двата гена, односно е слеп, бидејќи има големо Б, така што и он е слеп. И сега треба да направиме панетова мрежа. И ова ќе биде помало, така затоа ќе ја направам. Мајката може да донира само БА гамета, додека машкото може да донира големо Б, големо А. Вака усори со сина боја ќе направам кај него. Големо Б, големо А, големо Б, мало А, мало Б, големо А и мало Б, мало А. И сега да направиме вкрстување. Значи овие можеме тука да ги ставиме. Големо Б, големо А, големо Б, мало А, мало Б, големо А и мало Б, мало А. И ако ги пополниме, ова ќе биде значи големо Б, мало Б, големо А, мало А, големо Б, мало Б, мало А, мало А, мало Б, мало Б, големо А, мало А и мало Б, мало Б, мало А, мало А. И сега тоа можеме да видиме дека само оваа единка сушност ќе биде, нема да биде слепа. Така, додека овие единки кои ги бележам со бело ќе бидат слепи. Значи овие се слепи, тоа се 3 единки, а со здрав вид е една единка. Така да односот е 3:1, тоа што ќе се добие. Слепи наспрема нормален вид. Добро, тоа беше се за епистаза, за задачите за епистаза. Се надам дека научивте нешто ново, ако има нешто нејасно, пишете во коментар. И ќе се видиме во наредното видео.